Ви благодарам, подпредседателе, почитувани колеги, почитуван премиер, почитувана колешке, ќе се задржам на она што почнавте. Немате мнозинство, а вие имате? Еднаш покажавте колку можете да создадете мнозинство. Велите ВМРО не ги кочи реформите, не го кочи напредокот на државата. Ама вака стојат работите. Немате став за корона кризата и почнувате со блокади. Немате став за економската криза и почнувате со блокади. Изгубивме средства колешке кои што ни ги даваше меѓународната заедница за енергетскиот сектор само поради вашите блокади. Немате став за францускиот предлог, па ајде блокади. Излеговте овде од салата, не гласавте ниту да, ниту не, иако го изнесовте народот на улица. Лидери без одлуки не може да бидат лидери, колешке. Едноставно го делевте народот за да ја прикриете вашата безидејност, за да покриете дека се прикриете дека не можете да донесете сериозни одлуки. Многу аматерски се однесувате во сето тоа. Државнички е да донесувате одлуки, да дадете одговор со да или да дадете одговор со не, а не да ја напуштате салата, а при тоа да го делите народот затоа што вам ви одговара да бидеме изолирани, да бидеме поделени одвнатре, за да можете вие тој момент да го искористите за да дојдете на власт. Да владеете, брцајќи ги рацете во мед. Да владеете онака како што само вие знаете, а како владеете денес ви потврди и судот од Страсбур. СДСМ останува на определбата да гради праведно општество и нема да ви успее вашиот наратив, нема да успее вашата реторика. Ниту од надвор, а ниту од внатре, затоа што народот веќе ги согледува вашите политики, нема да ја добиете поддршката. Ви благодарам.